Представувањето на третиот припадник со ознака GTX на најдобар начин го покажува курсот најавен од Волфсбург, кој се случува со секавична брзина. Кај ID Buzz GTX применете истиот концепт. Него го движи мотор од 282 конски сили поставен на задната оска и уште еден мотор од 108 конски сили во носот, што ја испраќа својата моќ на предните тркала, формирајќи комбинирана моќност од 335 конски сили. Погонскиот склоп користи или батерија од 79 киловат-часови, ако сте се одлучиле за стандардно меѓуоскено растојание, или пакување од 86 киловат-часа, ако сте го избрале комбето со долго меѓуоскено растојание со 3 реда седишта. Двете може да се надополнат од 20 до 80% за помалку од 30 минути. Перформансите не се единствената придобивка што ја обезбедува новиот погон на сите тркала и двата мотори. Зголемен е капацитетот за влечење на приколки кој сега изнесува до тежина од 1800 килограми. Козметичките зафати на надворешноста го приближија големото комбе до претходно представените членови на семејството GTX. Внатрешноста, како и надворешноста, е вежба за воздржаност на зададената тема. GTX е единствениот баз кој доби црен интериер и употреба на црна пластика за разлика од светлите пастелни бои кај цивилните изведби. Сите се опремени со најновиот инфозабавен систем на Volkswagen на ChatGPT и 12,9-инчен екран на допир плюс можност да се нарача огромен панорамски покрив со паметно стакло што би требало добро да го осветлува темниот интериер. Истовремено со новитетот, комерцијалното оделение на Volkswagen објави дека до 2026 година ќе се стартува со испорака на автономни изведби на електричниот комби. За таа цел потпишан е договор со израелската технолошка компанија Mobileye, која ќе развива софтвер, дигитални мапи и хардверски компоненти. За да може да ги исполни барањата за четвртото ниво автономност, тоа ќе биде опремено со два независни компјутера со високи перформанси. Тие ќе ги процесираат податоците од 13 камери, 9 лидари и 5 радари, создавајќи слика од 360 степени во опкружувањето. Возилата, чии обсежни тестирања се вршеа на патиштата во Германија и Соединетите Американски држави, ќе имаат константна онлайн врска меѓу себе за следење на моменталната ситуација во сообраќајот. Идејата е да бидат користени на одредени географски подрачја како за превоз на патници, така и за достава на стока и ќе можат самостојно без возач да отидат до местото на превземање на товарот и адресата за неговата испорака.